Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео носи наслов "Родители, наместо казна, правете го ова". Всушност овде станува збор за поставувањето на граници со децата. И ше фали кога била на предавањата, на своите предавања со родителите, во врска со ова прашање, најчесто родителите знаеле да ја прашаат ше фали одо што се составени границите во свесното родителство, што содржат тие, кои се компонентите, дали најчесто тие граници се цврсти граници, ригидни граници, граници кои што се направени од строгост, како камен, или пак граници кои што се еластични, меки граници, растегливи граници, како песокта, кои може да се обликуваат, кои што може да се менуваат. И ше фали при тоа му одговорила: најпрво ќе мора вас да ве прашам, родители, кои се вашите забетонирани, вашите ригидни граници, зошто ги поставувате, дали ги одржувате тие ригидни граници. И после тоа ше фали продолжила да му кажува за незиното родителство, за незиното искуство од родителствувањето со незината ќерка, кога станува збор за поставувањето на граници, затоа што таа во родителството најпрво со својата ќерка Маја во почетокот влегла со многу ароганција, но и со многу наивност истовремено. И веднаш имала храброст да постави голем број на ригидни правила во сите области од животот на незиното дете, така да нивниот однос бил во почетокот поставен врз голем број на ригидни граници. И затоа што сметала дека добрите родители, значи сите добри родители тоа го правеле, затоа што ако се придржувала кон тие ригидни граници, кон тие крути граници, таа била со мисла дека иако се држи до нив, незиното дете ќе може со текот на времето да усвои одредена рутина и навика. И создавањето на една листа од работни задачи било приоритет кај неа во тоа време, особено кога за времето кога си доаѓала од работа. Значи таа што направила? Создала една секојдневна рутина до која што сметала дека треба точно до минута да се придружува. Во 19 часот вечерата, во 19:15 средување, во 19:30 бањање на детето, во 19:45 спремање за во кревет и веќе во 20 часот точно детето морало да биде заспано. Меѓутоа, што се случило подоцна? Подоцна секој ден наидувала на голем број на непредвидливи работи што се случувале, особено ако незиното дете сакало побавно да јаде, или пак сакало повеќе да разговара во текот на вечерата со незиниот татко, или пак ако сакало за време на бањањето повеќе време да се игра со играчките. И сето тоа довело до поместување на границите, на време траењето и недоследност. И сето тоа и создавало еден голем притисок кај неа, создавало стрес, нервоза, се иритирала, се фрустрирала, и сето тоа влијаело врз односот со незиното дете. И бидејќи тоа подолго време се случувало, што сватила? Сватила ше фали дека ќе мора да го преиспита тоа нешто, се преслушала добро и самата си рекла: па зошто јас вака се однесувам, како времето за спиење или времето за јадење да е време да се станува работа за живот или смрт. Зошто времето за спиење да не може да го поместам од 20 часот, например, може да се помести до 21 часот, не мора тоа секој ден, меѓутоа, кога има потреба, може и тоа да се случи. Затоа што и самата, зошто сум си ставила едни такви идеи кои
и робот да поставам тука, секогаш не би можел да ги одржи со толкава точност. И сватила дека никој друг тие идеи, луди идеи, не ги поставил во нејзиниот ум, освен самата неа. И што направила? Решила да го прекине тоа нешто, едноставно да престане да се обврзува кон тие луди идеи и дека нема потреба повеќе да поставува такви вештачки рокови и вештачки очекувања. Зошто? Затоа што тие директно влијаеле врз чувството за радост и чувството за спонтаност кај нејзиното дете. И токму поради тоа Шефали тогаш им објаснува на родителите дека родители, доколку забележите дека вашето дете има особена радост кога е во кадата, опуштете се и вие со смеја, со кикотење. Нема потреба вие тука да поставувате цврсти граници. Ослободете го вентилот на притисокот и дозволете сегашниот момент, влезете во сегашниот момент со детето и едноставно уживајте во изобилствата во тој момент кој што се јавуваат, во забавноста кој што го дава тој сегашен момент. Или пак ако забележите дека вашето дете навечер не може да спие, чувствува некој немир, пребирливо е, вие едноставно поврзете се или подпрете се на емоциите на вашето дете, за да можете да му дадете простор на вашето дете да се смири. И таа вели дека на нас како родители останува што ние ќе одлучиме во тие моменти со децата. Дали ние ќе се одлучиме да ги контролираме, да внесуваме контрола и да создаваме дополнителен стрес, или едноставно ние ќе влеземе со една енергија на смиреност и ќе ги ослободиме и себе си, и нашите деца ќе ги ослободиме во тој однос. И овој нов пристап го нарекува играње по слух, кој што вклучува растегливи, меки граници, наместо крути граници. Зошто? Затоа што меките граници дозволуваат на децата многу повеќе да можат тие да се држат до својата природност, да си бидат природни, да има еден проток на природна енергија, да се можат слободно децата повеќе да играат и да се ослободуваат. Огромен дел од традиционалното воспитување и родителствување е поврзано со крутите и со строгите консистентни граници. Зошто? Затоа што овие граници сметаат родителите дека ќе доведат до извршување на стандардите кои што си ги поставуваат, меѓутоа тие крути граници 100%, вели Шефали, представуваат само едни идеали. Зошто? Затоа што кога ги поставуваме во реалноста, тие не можат да се така како што сме ги замислиле, не можат да се остварат. И затоа што кога се придржуваме до тие крути граници, што ни создаваат? Ни создаваат само еден притисок кој не може друго да направи освен тој притисокот предодреден да на крајот да избувне во односот со детето. И зошто? Затоа што во некои денови со детето, ние можеме да поставиме да се придржуваме кон строги правила, например детето во текот на денот да имаме правило дека 2 сати може да гледа телевизија, меѓутоа во одредени денови кога, например, или родителот е болен, или детето е болно, или во градинка не можеме да го однесеме заради различни причини, или пак дадилката, ако имаме дадилка не дошла во домот од било какви причини, во тие моменти можеме да му дозволиме на детето. Поставувањето на растегливи граници е дозволено. Дозволено му е детето повеќе од 2 часа да гледа телевизија. Кога поставуваме ние ригидни параметри, што се случува?
се држиме до едни, како што вели Шефали, до едни тесни јагли, кои што не ни даваат простор да можеме ние едноставно да можеме да најдеме некои други, значи поотворени, по решенија, подобри начини како да го решиме тој проблем. И тие после тоа тој тесен простор што ни дава да се чувствуваме дека не сме способни родители, дека тие стандарди кои што се невозможни, едноставно не можеме да ги постигнеме. Меѓутоа, кога ние пристапуваме со свесност дека границите можеме да ги поместиме, наместо цело време упорно и несвесно да се држиме до тие ригидни граници, ние тогаш стануваме по-флексибилни и по-опуштени како родители. И како што вели Шефали, овие флексибилни, песочни граници, меки граници, не значи дека не постојат, дека се бришат, туку ние само ја повлекуваме линијата, но исто така при тоа свесни сме и дека сме подготвени да можеме да ги менуваме и да ги поместуваме се додека зрнцата песок се носени од ветрот во една или во друга насока, значи на различен начин. Што значи тоа? Дека ние тогаш мора да се насочиме кон еден пофлексибилен пристап кој што не носи кон еден отворен став, не носи кон еден флексибилен став во сегашниот момент, што значи дека преку тоа ни се дава да создадеме една опуштена атмосфера, без притисок, со радост, со смеја, во моментите со нашите деца, во односот со нашите деца, кога животот ќе ни даде голем број на непредвидливости и да сватиме тогаш дека, иако животот ни носи такви моменти, дека можеме да продолжиме да со функционирање на нашиот живот, меѓутоа без строгости и без влегување во перфекционизам, кој што ќе ни го носи само стресот помеѓу нас и помеѓу детето. Друг пример за еластична граница дава кога, например, детето е мало и сака да користи мобилен телефон. И тогаш ние, значи, му кажуваме дека тоа не е можно пред се заради неговата возраст, меѓутоа ќе го имаме сето тоа во предвид и дека ќе му го дадеме мобилниот телефон, меѓутоа тоа може да се случи дали по 6 месеци или по една година, зависи од возрастта на детето. Ние, како родители, во таквите моменти не се тргаме настрана од жалбата на детето, меѓутоа ние сме свесни дека на прво место доаѓа грижата за самото дете, за неговото здравје, за неговото ментално здравје. И токму овде Шефали, кога им кажувала на родителите, тие станувале многу неодлучни и сметале дека овој пристап во внесување на флексибилни граници во односот со детето всушност ги избунувало детето. Меѓутоа Шефали им одговарала: родители, овде не станува збор за неодлучност и не станува збор за збунување, туку пред се станува збор за свесност и за разбирање. Кога ние ги создаваме границите врз основа на една добро, промислена, јасна, здраворазумна и здрава идеја, тогаш и декако флексибилните граници можат да влезат и во родителствувањето и да бидат дозволени. Второто прашање пак кое Шефали го одговарала на тие предавања кои што ги имала со родителите, значи најчесто поставувано прашање, било до неа на кој начин Шефали ние можеме да ги
искомуницираме границите со нашите деца. Дали тоа да го правиме преку контрола или тоа да го правиме со користење на душата. И Шефали овде им објаснила дека родители, вие го погодивте едно од најклучните прашања кој секој родител кон кој треба овде да се заинтересира и треба свесен да биде за тоа нешто. Кога ги создава границите со своите деца. Прво тој вели, таа вели, родители, дали обрнете внимание со каков тон вие му пристапувате на вашите деца, кога ги поставувате границите. Значи, дали тој тон е љубовен, дали е тој тон грижлив, дали или пак е доминантен, е контролирачки, дали вие им пристапувате на децата со од место на командант, од место на шеф, или пак им се обраќате од место на заедништво. Дали силно ги извикувате наредбите, или пак се вклучувате заедно со вашето дете, кога треба нешто му кажувате, или пак му помагате ако гледате дека тоа не може да го направи нештото. Дали му пристапувате на детето со покана, наместо со наредба. Затоа што таа вели како би звучала наредбата кон вашето дете. Например, ако му речете на вашето дете исчистија собата одма или завршија домашната работа веднаш. А пристапот од заедништво како би изгледал? Би изгледал на сосема поинаков начин. Например, наместо да му речете исчистија собата веднаш, би можеле да му кажете, например, еј малечко, гледам дека ти е мака, меѓутоа, ајде да се подсетиме за она што се договоривме пред време. Да можеш да си дозволиш 5 минути да исчисти собата за она што пред малку го разговаравме пред ручекот. Или пак, наместо да му речеме на детето заврши ја домашната задача, можеме да му кажеме, душичке, знам дека ти е интересен филмот и дека сакаш да го догледаш, меѓутоа гледаш времето дека за вечера се приближува. Времето навистина одминува. Што направи? Дали размисли кога ќе почнеш да ја пишуваш домашната работа? Значи, на тој начин овој пристап е многу поинаков и таа ги прашува родителите дали вие ова опција повеќе би ја преферирале кон вас, така да се однесуваат другите возрастни личности, дали сакате повеќе да ви издаваат одсечни наредби или пак сакате преку љубов да дојдете до согласување со нештото за кое претходно сте се договарале со некој друг. И точно така им спомнува на родителите и вашите деца истото го сакаат. Значи, сакаат и тие почит од ваша страна, сакаат и тие љубов од ваша страна да почувствуваат кога ги поставувате границите. Дури во моментите кога и ги молиме, например, да испијат некое зелено смути кое што не му се допаѓа, или пак кога ги молиме да споделат некоја работа со друго дете, некоја играчка, или пак ги учиме на емпатија, да дадат нешто на други деца. И така натаму. И тука таа дава едно своје искуство со незината ќерка, кога уште од мала таа ја учела на медитација за тишина и за свесно дишење и сватила дека доколку таа и упатувала одсечни зборови во текот на тоа учење, сигурно дека тоа подоцна би звучело како наредба, земајќи го предвид и нејзиниот многу силен карактер, и дека со тоа немало ништо да постигне, дека тие медитативни вежби немала да успее да ги покаже на нејзиното дете и после во нејзиниот живот да ги усвои. И Шефали, особено тогаш
кога започнувала со вежбите, како што им кажува на родителите, јас ако и се обратев на мојата ќерка Маја со зборовите: Маја, диши 1, 2, 3, издиши 1, 2, 3, ајде насочи го вниманието кон дишењето, забележи како воздухот влегува и излегува и така натаму, сигурно дека ништо немало да успе кај незиното дете, ништо од она што го кажувала немало да го прифати, а особено би одела и против основните принципи на медитацијата, што значи Шефали им објаснува на родителите дека не е важно содржината ние која што ја кажуваме, туку најважна е енергијата со која што им пристапуваме на нашите деца и тонот. Со каков тон ние им пристапуваме и им ги даваме и ги поставуваме границите спрема нашите деца. И во сетата работа Шефали сепак на крајот го кажува повторно нештото дека се зависи од нас. Вели, драги родители, се зависи од нас, од нашиот тон, се зависи од нашата енергија. Зошто? Затоа што нашиот тон и нашата енергија представуваат нашата свесност која што доаѓа од внатре и нашата почит која што доаѓа од внатре спрема нашите деца, спрема заедништвото, спрема заедничката врска која што имаме со детето. Наместо ние упорно да бараме да создаваме бариери со нашите деца, ние да им покажеме на нашите деца дека сакаме да градиме мостови со нив, дека сме дел од нивниот тим и дека навистина најважно од се ние поврзаноста со нив. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.